Боречките спортови се очигледно атрактивна тема во Македонија, а во секој случај и надвор од нашите граници. Нашата спортска историја и традиција статистички содржат голема бројка на медали освоени токму на овој тип на спортови или дисциплини. Мојот денешен гостин ги направи првите чекори на татамите и како каратист успеа на Македонија да и донесе медали и одличија од меѓународните надпревари. Меѓутоа, пред 15 на ден, тој дебитираше на ММА сцената и тоа со победа во борба во кафез. Овде логично се појавуваат прашањата што тоа се промени во неговиот спортски и животен стил, па го натера да влезе во едни поинакви и со сигурност поризични спортски дисциплини. Како и каде тренира, од кого учи, какво беше чувството за прв пат да излезе на мегдан Новокафез, го плаши ли тоа што истиот тој кафез можеби ќе му го донесе во иднина? За овие, а и за други теми денеска разговараме со Роберто Ацковски. Останете со Ферплей на Телма. Атрактивна е нашата денешна тема во Ферплей, го кажав тоа и во најавата и не без причина, напротив, вообичаено имаме реакции во нашата спортска редакција тогаш кога ни гостуваат борци, па ги споделуваат искуствата од како поминале нивните борби, дали е тоа навистина толку опасно колку што нам не изгледа, но секако на крајот од денот спортот е едно голямо шоу, а веројатно на публиката и е полесно, меѓутоа спортистите едноставно живеат за тоа што им се случува, за тие надпреварувања, а ние сме овде да дознаеме од поблиску малку како сето тоа изгледа. А мој денешен гостин, Роберто Ацковски, има тазе впечатоци, затоа што неговиот прв професионален настап во овој тип на борење, во бокс во кафез, се случи токму тогаш, затоа дали беше таму тешко, дали беше лесно, каква беше атмосферата во Софија и со какви впечатоци се враќа. Добро, нели се радуваме дека зборуваме за победа, сето тоа ќе го дознаеме во следните минутки. Па добри дојде во Ферплей за Роберто. Добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Ти благодарам многу, ми е драго што некако ни се поклопи распоредот, времето да со тазе впечатоци дојдеш. Па прво честитам на победата. Ви благодарам многу. Убаво е кога човек има позитивен старт во една нова приказна. За тебе спортот не е нова тема, но реков прва од овој тип професионална борба. Па како ти се чинеше? Тешко или не? Па вака, сепак јас сум долго време во спортот и сум долго време на големи светски првенства, европски првенства, почнувајќи од мојата прва љубов каратето, каде што се бавам уште од 5 годишна возраст со тоа. Со самото заменување во Америка, самото тоа што го сменив спортот да преминам во ММА светот, каде што добив шанса, добив прилика да се борам во Софија, каде што стварно беше екстремно квалитетно, добро и сум многу пред се поносен на сам себе со самото тоа што победи во Софија и со самото тоа што мојата прва професионална борба ја почнувам со победа. Дали, пак ќе речам, дали беше тешко? Каков противник имаше овој пат? Те молам малку прво да ни објасниш всушност за овој тип на категорија од која што беше дел, заради тоа што ММА е еден широк поим, меѓутоа конкретно по што се разликува боксот во кафез од останатите дисциплини? Значи, боксот во кафез е доста популарен спорт низ целиот свет, каде што ние сме исто така во кафез, тоа се работи под ММА, каде што ние сме со ММА ракавици, не сме со бокс ракавици, туку сме со ММА ракавици. Борбата беше 3 рунди по 3 минути, се извинувам, по 2 минути, каде што беше доста напорно. Ја имав доста тежок противник, каде што пред се он имаше 9 професионални меча пред мене. Повеќе искуство имал. Повеќе искуство имаше од мене, каде што мене ми беше сепак прва професионална борба и сепак он беше домаќин, каде што имав поголем притисок од него.
И да, можам да кажам дека беше доста тешко, но за среќа беше во моја корист, каде што не се откажав и дојдов со победа назад. Што беше клучно? Може ли некако наедноставно да објасниме за гледачите, затоа што сега се работи за една целосна спортска техника, меѓутоа што мислиш дека тој ден и на таа борба кај тебе беше подобро од него, за да биде клучно и ти да ја освоиш победа? Ние многу влеговме, ние се спремавме доста за тој меч, многу се спремавме тактички, бидејќи мојата предност во борбата беше каде што јас бев многу побрз од него и многу поснажен од него. Мојата брзина сакав да искористам спроти него, каде што тоа и се деси. Првите две рунди ги искористив така што се боревме на малце по-тактички начин со мојот тим, каде што одлучивме така да биде, но во третата рунда бев многу подоминантен, зададов многу појаки удари на противникот, зададов поснажни и со самото тоа јас искористив да го победам таа борба. Ти го спомена каратето и што се однесува до каратето имаш освоено доста медали на меѓународната сцена, но што се случи за едноставно во твојата глава, твоето тело да се почувствува подготвено или да посака поинаков предизвик и да го промениш спортот, заради тоа што колку и да се слични, апсолутно се драстично различни. Така. Па со самото тоа што почнав истовремено да тренирам карате и бокс, значи почнав прво со дисциплината бокс, каде што реков на самиот себе дека можам да искористам брзината од каратето, да создадам снага од боксот, да ги измешам тие две дисциплини, каде што ќе ме направат комплетен ММА борец. Со самото тоа што мислам дека почна уште во 2018 година јас да го мешам каратето со боксот и се погоди короната, се погоди исто така тоа време, каде што од боксот преминав и на кикбокс. Се пронедов многу во тоа дисциплина, се пронедов бидејќи имам премногу снажни нозе и многу ми одговараше на самиот себе. Добре. Кога имав прилика да отидам во Америка, таму почнав да тренирам за почеток бокс во Флојд Мејведер џимот, каде што е еден од најпознатите џимови во Америка и во светот, исто така можам да кажам. И со самото тоа што можам да кажам тука дека имав исто така две аматерски борби во Bare Knuckle, каде што ги победив. И со самото тоа преминав во Мајами да тренирам ММА и фактички јас кога отидов како кикбоксер, како боксер, како каратист, ја више бев комплетен борец за ММА. Да, поединечно дисциплини на секој тие техники всушност си работел и сега доаѓа ред тоа да се доаѓа времето да ги спојам, каде што ме прави еден комплетен ММА борец. Ти не си единствен, тука во ова студио гостуваше веќе 2 пати Гого Славевски, нашата јавност го знае. Исто примерна личност и на спортист, чиј што тек во кариерата премногу се менува со одењето во Америка. Прво, ти отиде во Америка со цел да напредуваш во спортот или едноставно сакаше генерално да си го промениш начинот на живот? Зошто отиде таму? Па вака, како млад спортиста, на сите ни е цел да отидеме во Америка, да успееме таму. И како и мене што ми беше, сакав да отидам во Америка со цел што мислев дека таму ќе се пронедам повеќе, дека таму ќе успеам повеќе. Исто така, како што го спомнавме, Гого, он ми помогна многу за во Мајами, голем поздрав за него. Се познавате, значи? Се познаваме лично, трениравме во Мајами заедно. Он ми помогна за доста работи таму во врска со спортот. За Bare Knuckle исто преку него беше све, како еден пријател, он доста ми помогна за таму. Но јас не се пронајдов многу во Америка, бидејќи сепак Европа беше таа што ме влечеше повеќе, Македонија беше таа што ме влечеше повеќе, затоа и се вратив од Америка јас. Затоа што пред се сакам прво да победам за Македонија, пред се сакам да победам тука, да ме запознае македонската публика, да ме запознае македонскиот народ како борец, како личност пред се.
па понатака можам да навлезам во поголемите води. Да, и некаде надвор од границите, тоа секако. Сега, еве уште малку околу искуството спортско во Америка, сепак кои се тие нешта круцијални можеби, кои што таму ги виде, ги научи, колку тие се разликуваат во пристапот кон спортот, начинот на тренирање, имаш ли некои нешта кои се драстично различни од она што како тренажен процес си го гледал во Македонија? Па драстични разлики имаше само тоа што ти, кога ќе отидеш во еден таков джим во Америка, ти пред се тренираш со многу познати борци, УФЦ борци, Белатор борци. Тука ти се достапни, значи ти реално со нив тренираш. Со нив, каде што прво пред Америка ти си ги гледал на телевизија и сега доаѓа реалност ти да тренираш со нив, каде што тоа е на секој млад спортист, како да не наречам желба. Да. Со самото тоа што ги гледаш како функционираат, како тренираат, како се градат они како борци пред се, како си помагаат, има драстична разлика од кај нас, каде што со самото тоа мене ме направи појак карактер, ме направи појака личност, ме изгради како човек Америка пред се и ме спреми за сите мои наредни предизвици. Видов на твојот Инстаграм профил повеќе места во Америка, Мајами веќе го спомена, меѓутоа беше ли на одредено место стациониран, па шеташе или како беше тоа? Па вака, пред се отидов јас прво во Нешвил, таму ми беше моето прво седиште. Таму почнав да тренирам во Флоид Мейведер джимот, како што кажав, бокс, каде што ми идеше доста добро. Запознав еден тон пријатели во Америка, македонци, наши луѓе. Тие ми помогнаа доста. Морам еден голем поздрав до нив пред се. Пред тоа, после тоа отидов за Чикаго, таму бев стациониран некое време, таму продолжив со тренирање, со ММА, каде што од Чикаго јас продолжив да се упатив кон Bare Knuckle водите, каде што едната борба ми беше во Вирџинија, другата борба ми беше во Јута. И после тоа, после неколку месеци после све тоа што се деси и што победив, јас одлучувам да се преселам во Мајами, каде што бев во контакт со Гого. Се преселив во Мајами и таму ми беа последните моменти како дел од Америка, што се спремав во еден од најдобрите кампови, еден од најдобрите джимови во не само Америка, целиот свет, што е една од најпознатите, Go Cheat се вика. И после тоа продолжив од Америка на кампови низ Европа. Конкуренцијата каква е? Тоа ме интересира. Знам дека тие таму надпревари кои ги организираат во Америка се навистина големи, се профи и така натаму. Меѓутоа се разликува ли многу конкуренцијата таму и овде? Се разликува, бидејќи според мене, ја мислам дека Европа има многу појака конкуренција него ли Америка. Да, а затоа што во Америка све е на медиуми, све е на реклама, не е како низ Европа. Европа е, за да бидеш најдобар, стварно мораш да се покажеш. А во Америка, ако стои некој позади тебе, можеш многу полесно да дојдеш да бидеш првак, него ли низ Европа. Може ли некако да се обидеш да ми го објасниш тој момент или тоа чувство, кога си ти сигурен дека после толку многу тренирање си подготвен за одредена борба? Верувам дека борците се луѓе како и сите нас останати и не можат секој ден ја станувам и подготвен сум додам да се борам. Значи треба многу компоненти да бидат како што треба и стабилни за да можеш да одиш и да се бориш. Што тоа кај тебе мора да се поклопи за да речеш да, сега сум подготвен за борба? Па мислам дека никогаш не можеш да си кажеш на самиот себе дека си скроз подготвен за борба, затоа што сепак мораш да очекуваш све од противникот. Но самото тоа што имав јас преголем камп во Америка, после тоа продолжив со кампови низ Европа, каде што позначаен ми беше Загреб, во American Top Team, таму останав повеќе месеци, тренирав после Америка со едни од најпознатите европски борци. Самото тоа ми даде самодоверба дека јас можам да се држам со едни такви борци, дека јас можам да се носам со едни такви борци, каде што кога ти се бориш со европски шампиони во салата, имаш самодоверба дека можеш и ти да бидеш еден ден таков шампион, да се изградиш како таков шампион. После Загреб имав покана да учествувам на оваа борба. Јас не размислив два пати, ја прифатив одмах.
Така се донесува Одма, одлуката, нели? Буквално не разговарав со никого за таа одлука. Океј. Таа беше одлука на мене, затоа што сепак е прв професионален меч, каде што јас го целев тоа. И ми беше голема чест што сепак беше тука во нашите соседи во Софија и што имам победата таму за мојата прва професионална борба. Добро, ова е убаво што го споменуваш, ова е емисија за спорт, сакаме да стоиме подалеку од политиката, да не бидам погрешно разбрана. Меѓутоа, знаеме дека кога има и други типови на надпреварувања меѓу Македонија и Бугарија, тогаш некако навивачите поинтересно ги доживуваат, сака да бидат тука, да навиваат, а ќе видиме и низ видео инсертите, ти имаш едно интересно интро или најавување, нели, кога влегуваше на борбата со македонско знаме, со традиционална македонска песна, заветна. Немаше проблеми со организаторите околу овие детали? Нема, затоа што пред се кога одам јас на вакви првенства, на вакви турнири, на вакви професионални борби сега, не се представувам само себе си, туку ја представувам и својата држава, каде што тоа за мене е голема работа. Тоа беше мој чекор каде што јас сакав да искочам со заветна песната и со Кутле знамето и немав никаков проблем од организаторот пред се, ни од менаџерката. Све беше на професионално ниво, немав ни од страната на публиката некои поарогантни зборови или свирки или како да ги наречам. Да, секој си навива за Секој си навива за свој и бев дури воодушевен од тој начин како ме дочека. Зашто сепак политиката која вмешаме тогаш нели ние сме, ама ние ова е спорт, ние не ја вмешуваме политиката и затоа бев можеби пречекан на многу убав начин. Таму е важно да има нели фер игра, да биде фер борбата и да победи на крајот најдобриот. Верувам дека така и останува да биде. Споменуваме и менаџерски тим, околу ова сакам да те прашам затоа што овој тип на борби, професионални борби над преварување секогаш подразбираат таков тип на организација. Дали ти во моментов се чувствуваш окей со својот тим кој што го имаш? Па вака, јас кога пред да добиам оваа професионална борба, јас имав проблем малце со тој менаџерски тим што се вика, затоа што сепак ти мораш да го одбереш најдобриот тим за самиот себе. Не само за да наоѓаш борби, за да туку мораш да ги победиш тие борби кои ќе искочиш пред се, мораш да влезеш со таков менталитет за победа. Ми беше тешко на почетокот да најдам добар менаџерски тим, но за среќа све е во најдобар ред, каде што можете од мојот тим и јас да очекувате многу наредни големи работи. Да, забележувам дека се подготвувате, дека имате план, очигледно е според сето ова што го зборуваш. Македонија ја сакаш, значи ли тоа дека во Македонија има доволно личности и спортисти од кои што до сега си учел и од кои што можеш и во иднина да учиш? Има, ние сме нација каде што имаме доста потенцијални спортисти пред се. Имаме доста потенцијални фајтери пред се, каде што ние меѓусебно си учиме од еден на друг на секој тренинг. Со сите тие спаринзи што ќе ги правиме, ние учиме од самите себе, од меѓусебно. Пак ќе се навратам, јас имам и мило ми е што го имам за пријател Гого, каде што он ми беше мотиватор во Америка, каде што од него научив доста работи и што ние нели ќе го представуваме како нашиот шампион. Но да, има од кого да се учи. Може би немаш стрикно само единствен клуб од кој што си дел, затоа што си тренирал на различни места, ова е твој град. Така. Меѓутоа сега и ти си во улога на некој што пренесува знаење, така што еве од оние кои што ќе нас слушаат, можеби ќе има и помлади дечки, а можеби ќе сакаат да те пронајдат. Така. Каде можат тоа да го направат? Држиш тренинзи, така? Така. Значи, морам да го поздравам мојот тренер Драган од Хибрид Атлет тимот, каде што беше со мене до самата борба. Трениравме во Хибрид Атлет, каде што сега јас станав дел од тој тим. Таму почнав таму сум сега како тренер, професионален тренер, каде што нудам
кондициони, функционални тренинзи, комбат тренинзи, сите боречки спортови. И ние не само што се грижиме за нивното тело, туку ние се грижиме и за нивното здравје, каде што ние даваме нели и нутриционистички. А тоа е многу одговорна работа. Точно, Нели не е баш точно. едноставно да Значи тоа е секој е напорно, различен. зашто секој е различен, ти мораш да направиш програма за секој различен човек, затоа што нели никој сите не се исти. Работата можда за некој би била напорна, но бидејќи јас сум у спортот од мали нозе и тоа ми е за мене сепак со љубов го правам тоа. И за сите заинтересирани кои што сакаат да дојдат да тренираат со мене, може слободно да Значи, се обратат на достапен мојот си, така? Инстаграм Да. профил. Таму на дел од видеоклиповите слушав баш јака поддршка. Кажи ми сега кој најмногу те поддржува. Тука сите аспекти да ги вклучиш, и фамилија, и Така, пријатели, така. затоа што јас на вистина не знам како е да се биде во кожата на овие луѓе. А верувам дека е стресно многу. Па, да ти кажам право, само они знаат како им е, на крај на денот, само они знаат како им е, но една голема благодарност од нив, затоа што не ме оставија. Они се со мене од самиот почеток. Моите пријатели, мојата фамилија, тука можам да кажам и мојата сестра која што сака да ги следи моите чекори. Да, она е Добре. државен и балкански првак сега во кикбокс. Браво. Но не можам да не кажам да заборавам и личноста која ме мотивира секој ден, која што ме прави да сум подобар човек, која што без неа не би бил тука. Сепак мојата девојка Анастасија, и на крај на денот само они знаат како име, кога ме Анастасија гледаат. како гледа борби вака? Да, со чашка виски. Со чаша виски. Имала ли некогаш причина да биде многу загрижена? Ете, не те прашам за Имаше. тој дел, си имал ли посериозни повреди и борби кои што апсолутно, ако е твој некој близок, не сака да ги гледа? Сум имал секако, почнувајќи од каратето што сум имал повреди со колената, почнувајќи од ММА спортот кај што сум имал пукнати ребра, пукнати аркади, но тоа е дел од спортот, тоа не се никакви проблеми за нас, сепак тоа е само еден обичен ден, што се среќаваме со тоа секојдневно, но на крај на денот е колку тоа го сакаш ти, колку си спремен да загризеш, да после сите тие работи што може да ти се десат, да продолжиш ти во тој спорт. Како ги надминуваш? Ова мислам дека е важно да се каже. Има многу спортови каде боли поразот, меѓутоа можеби во тој момент не те боли буквално телото, не секогаш, нели? Еве да земеме за пример фудбал или кошарка, може еден кошаркар во текот на надпреварот да немал никакви повреди, да е се окей со него физички, меѓутоа го боли поразот како таков. Така. Кај вас, кога си поразен, многу често е и да си и повреден, да си лаички кажано изел многу ќотек, така што те боли се, те боли и Така. мозокот, те боли телото. Така. Како се надминува тоа? Тоа е, да речеме, после таква повреда, ти ако имаш, после борбата ти, ако секако не е некоја драстична повреда, ти можеш да одмориш 1-2 недели и да продолжиш повторно со тренинзи. Но све зависи од тоа кога ти имаш следен меч, све зависи кога имаш ти следно првенство, каде што ти и твојот тим морате да го темпирате темпото на твоето тело сепак. Каде што твојот тим мора да работи на твоето тело, како се чувствуваш ти, ако имаш во брзо време борба, мораш да си дадеш помалце временски период за одмор, ако имаш подалеку борба, тогаш можеш да си дозволиш малце поголем период за одмор. Све зависи од тоа каков ти е распоредот на борбите. Со нокаутите како стоиме? Си имал? Не сум имал, Си задал некому? сум задал, не сум имал, сум задал, но со тоа никад не можеш да поцениш противник, затоа што сепак тоа е борба и може да се, колку и да не е спремен да речеме, може да се деси на тебе, нели? Тоа е нормално. И за тоа мораш да не поцениш никого пред се. Инаку твое мало е Лисиче и Точно. сега тоа го споменувам затоа што во Лисиче има уште еден сега во моментов познат и актуелен борец, Бобан Илиовски.
првенствено кикбокс, но сега гледам дека и бокс и така натаму имаше добри победи, медали, јавноста веќе го знае. Дали се познавате? Точно се познаваме, имаме тренирано заедно и пред Америка и после Америка. Дори имаме направено неколку борби сега и пред кафезот да ми беше да отидам да се борам. Така да, Лисиче има доста потенцијал за спортисти пред се. Не само потенцијални спортисти, има и доста потенцијални музичари. Има, тука можам да кажам и мои драги пријатели кои што се бават со музиката се доста успешни. Например, чекај, Таско исто така од Лисиче. Омар Џаферовски што е од Звезда Гранда исто така од Лисиче. Води музички, така е, Така да Лисиче не треба да се потцени, Лисиче е доста има потенцијал за многу успешни луѓе пред се. Тие во живо што дојдоа таму на борбата и што викаат на клиповите се твои пријатели од тука отпатуваат таму специјално за борбата, така? Имав една екипа што се собра каде што ме поддржија и беа во Софија со мене до самиот крај. Браво. Те молам се ово искрено да кажеш. Кои делови од тренингот ти се најнеомилени? Значи, кај вас има нели кондиција и сила и техника, значи многу компоненти има, ама што најмногу те мрзи да правиш од сите тие тренинзи? Најмногу ме мрзи да повторувам некои техники што треба да ги повторувам. Значи техничкиот дел многу ме мрзи да го правам, затоа што јас сум таков тип каде што стави ракавици да влеземе одма да правиме спаринзи, не ми е потребно ништо друго. Аха, ти сакаш директно на спаринзи. И кога имаме ние технички дел да правиме на тренинг, многу ми е досадно, ама тоа е еден дел од тренингот каде што мора да се помине за да се стигне до следниот чекор. Повторувањето е мајка на знаењето, што да правиме. Мора така. Што се однесува до исхраната, дали си тука многу строг или не, јасно е дека колку енергија ќе имаш, како ќе се чувствуваш и како зависи од оно што го внесуваш. Меѓутоа, дали кај тебе знае да биде пресудно и буквално да мериш и до детали да внимаваш што јадеш или не е неопходно? Па да, бидејќи кај нас се работи за слабење стално, значи ние слабееме со вагата, значи ние пред јадење, после јадење ние мораме да се качиме на вага да видиме до кај сме и што сме. Кај мене јас сум многу самокритичен за такви работи, не дозволувам да внесувам некои непотребни работи во моето тело, значи строг сум за такви работи. Сепак јас имав да ослабам 10 кила за ова првенство, каде што до 75 кила се борев, каде што таа не е ни моја природна категорија, моја природна категорија е до 70 кила, но противникот сакаше да се бориме до 85, каде што јас прифатив на тоа, немав никаков проблем. И мора да се храниме здраво, мораме да знаеме колку протеини внесуваме, јаглехидрати, електролити, мора све да ни биде на место ако сакаш да изгледаш како еден професионален спортиста пред се. Ама мене не ми е јасно. Значи вие внимавате што јадете, има многу денови кога едноставно мора да намалиш со количината на она што го внесуваш, а од друга страна пред надпревар ти треба најмногу сила. Точно. Па како? Последните, значи вака, пред се мораш да внесуваш доста протеини и аглехидрати на почетокот кампот. Аха, и од пред тоа? Значи од пред тоа, да, точно. Добро. Каде што ти последната недела кога ќе ги кратиш последните кила, за да ја достигнеш килажата за мерење, мораш да го тргнеш видот на храна кој што ти ја задржува водата во телото. Тоа се јаглите, хидрати и електролитите. Тие се клучен дел за да ослабеш побрзо. Фактички ти тука остануваш само со протеини и последниот ден, кога после мерењето, кога ќе достигнеш ти таа килажа, па последните ден и пол колку ти останува до борбата, ти па највеќе мораш да внесеш јаглехидрати и електролити за да ти се врати енергијата и снагата што може побрзо. Да. Значи си има математика, си има наука, што би се рекло. Тоа го имам научено на самиот себе од еден тон од превари што сум бил, еден тон првенство од искуство, каде што јас цело време сум слабел за некое првенство. Рече дека можеби не можеш многу да откриваш, но има ли некоја друг тип на дисциплина надпреварувачка каде што дефинитивно ти е голем предизвик и адреналин таму да се бориш? Така, Ајде, што може, тоа ќе ми одговориш. Мојот тим и јас сме во преговори за следните договори за борби, каде што можете да очекувате доста големи работи од мене до крајот на годината. Можам да ви гарантирам дека ќе има барем уште една-две борби. Ете кој нема многу да одмара ова лето и да си ужива на плажа, ќе тренира. Нема, може да имаме од еден одмор, ќе видиме сепак.
Но да, дали имам, немам за се уште, затоа што сакам да направам уште една-две борби, каде што после тоа би сакал да се борам за титулата, за светската титула. И понатака се надевам од таа организација ќе можам да отидам на подобра и главна цел мене ми е да стигнам до УФЦ. Додека не стигнам таму, нема да се откажам. Не ти е страв? Страв. Секој човек има страв, само ти како ќе го искористиш стравот. У смисла на дали ќе го искористиш на добар начин, да кажеш дека као у смисла на тоа мораш да влезеш во рингот, мораш да победиш, си се спремал толку време. Тоа е еден вид на добар страв каде што се бориш за твојата победа, или пак имаш ти начин каде што лошо можеш да го искористиш од тоа да се исплашиш, нели, и да изгубиш. Што за жал се дешава и тоа. Понекогаш и тоа се случува, така? Да ти се случило баш буквално влегуваш во рингот или кафезот или како и да е, без разлика за кој тип на борба зборуваме, и некако уште од старт ти е јасно дека тој спроти тебе некако како да има некаков тип условно на предност тој ден. Сум осетел обратно, сум осетел дека уште во водите кога бев во карате имам осетено кога луѓето пример ќе осетат страф од мене, затоа што јас кога ќе влезам во рингот сум многу подоминантен од сите. Јас сум многу буквално се исклучувам и таму си со цел да победиш пред се, но со цел нели да му нанесеш што можеш повеќе повреди за да победиш. И јас кога ќе влезам во еден таков ринг, јас сум сосема друг човек и имам приметено дека многу од борците знаат да се исплашат на некој начин, да кажам, каде што таа е мојата предност, пример, пред се, и го осеќам тоа и тука не застанувам, тука уште толку повеќе напаѓам, тука уште толку повеќе влегувам во нив за да победам. Добро. Значи карактер создаден за така. Ова што си го одбрал така. соодветно. Бидејќи по се ова што зборуваме, јасно е апсолутно колку е важна психолошката подготвеност на секој еден кој се бори. Во твојот случај, има ли некој кој што најмногу ти помага во тој поглед? Потребна ли е понекогаш помош од страна или можеш самиот да ги контролираш или надминуваш ситуациите кога и не ти е баш најдобро, нели? Па вака, со самото тоа што јас во Америка бев сам и си го изградив карактерот сам и бев на многу на еден долг пат, да речам, додека стигнам тука, можам да кажам дека све ова што го имам направено е направено од мене и мојата фамилија, нели, пред се да кажам, каде што мојот татко бил со мене стално, за се бил со мене, ме поддржувал за све. Дури има доста пати како мал ми има и тренирано, доста пати бил со мене на тренинзи, на кеви, на водно, на каде уште се не, каде што ме поддржува со тоа самото, каде што идам јас на камп, на различни кампови низ цела Европа, каде што со тоа создавам, нели, ново искуство, нови пријателства од борци. И со самото тоа јас се наградувам и за секоја борба јас ќе бидам се поспремен и поспремен. Добро. Многу ми е драго што ета така слушаме една убава, успешна приказна, но која оди чекор по чекор. Нели велат не е убаво да прескокнуваш скалила, затоа што тоа никогаш можеби ќе те врати назад, таму кај што си прескокнал, да нели се вратиш да оди се поред. Така да ништо ми останува само да ти посакам добро здравје, да си го задржиш едноставно тој карактер и став кон спортот и чекаме нова борба. Кога од прилика ми рече дека тоа ќе се случи? До крајот на годината можете да очекувате следна борба. Добро, ние ќе бидеме во тек, а и да кажам уште нешто, се надевам. Супер е што патуваш на страна и што овие надпреварувања се случуваат надвор од нашите граници. Се надевам дека некогаш ќе те гледаме и тука на некој атрактивен. Се разбира, тоа мора да се деси. Се надевам кога ќе се борам за титула, ќе можам да направам да се борам тука пред моја публика. Да. Ти благодарам многу и среќно во иднина, а ние се надевам ќе се видиме повторно со нови успеси, така? Ве благодарам и на вас и благодарам на поканата уште еднашка. Благодарам многу, тоа беше нашиот драг Роберто, кој што ни ги пренесе своите искуства од оној свет каде што има борење, каде што знае да изгледа страшно, но овие спортисти едноставно го сакаат тоа е нивен начин на живот, а ние сме тука, оние кои како фанови сакаат сето тоа да го проследат, оние кои што има малку тешко и стресно, тоа е тоа, нема лутење. Ние ќе бидеме повторно со вас и следната недела. Нашиот термин добро го знаете. Дотогаш бидете со Телма, следете нашата програма и уживајте во ова неделно попладне. Довидување.